Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе зборуваме на тема големите придобивки од молитвата. Апостол Павле во Евреите 4 глава 16 стих вели: и така да пристапуваме смело кон престолот на благодатта или на милоста, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Колку е важна молитвата? Многу христијани погрешно ја сваќаат молитвата. Само поради една причина. Тие преку неа ги гледаат само потребите и само на тоа остануваат, немајќи предвид дека молитвата има и други нешта кон кои треба да се придржуваме. Например, има покајничка молитва. Кога срцето и совеста ни кажуваат дека нешто сме сгрешиле, треба да се покаеме, Бог да ни прости. Покајанието не е само формално искажана молитва, знаејќи дека му припаѓаме на Бог и дека тој нема да не суди, па тоа да се свати како формално. Ај да кажем некој збор на Господ, прости ми, јас сум грешник и Бог ќе се смилува. Не, покајанието е сериозно и сериозно треба да се покаеме. Потоа имаме и славеничка молитва. Кога сме инспирирани и посебно вдахновени, треба да имаме предвид дека треба да му пееме слава на Бог, да уживаме во неговата присутност и да искажуваме посебно обожување. Да пееш слава на Бог, тоа значи да се радуваш заедно со Бог. Се радуваш затоа што го имаш Бог и тој е твој спасител. Потоа имаме застапничка молитва. Тоа значи молитва за најблиските, за сите наши пријатели, па дури и непријатели. Таквата молитва е многу важна, бидејќи преку неа покажуваме дека сме слични на Исус Христос во тоа застапништво. Исус се молеше за луѓето. Истото тоа треба да го правиме и ние. Ако ги имаме предвид овие нешта, молитвата нема да биде сватена само на барање. Барање и само барање без да се вклучени и овие нешта што ги спомнав. Но сега да ги видиме придобивките кога се молиме. Преку молитва добиваме. Што добиваме? Престолот каде што седи Господ Исус Христос е наречен престол на благодатта. Без оваа благодатта никој не може да ја доживее силата на Бог и простувањето. Кога ние се молиме за мудрост. Библијата не повикува да се молиме за мудрост. Зошто е важно да имаме духовна мудрост? Затоа што живееме во неправеден, лукав свет и Бог сака да ни даде мудрост која што ќе биде на Негова слава, за да знаеме како да се браниме во овој свет и да му служиме на Господ. Затоа апостол Јаков вели: ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога или нека бара од Бог, кој им дава на сите изобилно и без укор и ќе му се даде. Тоа е во 1 глава Јаков, 5 стих. Во христијанскиот живот на сите нас ни е потребна таа мудрост, како што реков. Библијата преку устата на Јаков вели дека треба да се молиме и ќе ја добиеме. Преку молитвата исто така добиваме мир, душевен мир, мир кој што на секој човек му е потребен. Затоа Павле вели: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите барања пред Бог. И Божјиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос, нашиот Господ. Филипјаните 4 глава. Мирот е резултат на молитвата. Божјиот мир го надвишува човечкиот ум. Психолозите велат дека живееме во стресно време, но тешко можат да дадат конкретен одговор на кој начин и како да се добие мир. Библијата го дава вистинскиот одговор – молитва. Кога се молиш, ти го добиваш Божјиот мир. Кога се молиме, добиваме и радост. Бог ќе ни даде и вистинска радост.
Исус Христос вели на своите ученици: до сега ништо не сте барале во Мое име. Барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Тоа е запишано во Јован 16 глава. Многу христијани, иеко веруваат, сепак немаат радост во својот живот. Исус дава охрабрување да му пристапуваме секој во молитва, за да биде нашата радост целосна или потполна. Потоа потребно е да знаеме што бараме. Кога пристапуваме на Бог, не треба да бидеме како незнабожците, само да повторуваме некои барања без суштина, без она што Бог ни заповеда како и на кој начин да го бараме. Зашто вели сето тоа го бараат народите или незнабожците? Зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно се оваа. Не смееме молитвата да ја претвориме во безсмислени барања. Молитвата треба да биде конкретна, јасна, за да не се претвори во формалност и во безсмислени зборови. Исус сака да се молиме за она од што имаме потреба. И петто, преку молитвата ние се исполнуваме со Светиот Дух. Еве еден цитат за тоа. Вели: а кога се помолија, се стресе местото каде што беа собрани, и сите се исполнија со Светиот Дух и смело го проповедаа Божјиот збор. Дела на апостолите, 4 глава. И покрај фактот што овие луѓе биле крстени со Светиот Дух во Христовото тело, сепак имале потреба од континуирано исполнување на Светиот Дух. Кога се молиме на Бог, искрено и со вера, Светиот Дух доаѓа и го исполнува христијанското срце. Преку молитва ние имаме и нешто друго, добиваме и нешто друго, заштита. Библијата вели: со секакви барања и молитви, молете се во духот во секое време и заради тоа бдејте со сето постојанство и со молба за сите свети или сите верници. Ефесјаните 6 глава 80 стих. Кога бдееме или стражариме и сме постојани во молитвата, тога се наоѓаме под оклопот на Божјата заштита. Христијанинот треба да биде постојано под заштита на Бог, бидејќи сме обкружени со силното влијание на нечистите духови, на демоните. И кога се молиме, ние даваме плод. Вистински плод за Бог. Исус вели: вие не ме избравте мене, а јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод и вашиот плод да остане. И мојот татко да ви даде се што ќе посакате во мое име. Јован 15 глава 16 стих. Молитвата е суштински поврзана со давање плод за Господ. Не може вистински христијанин кој постојано е во духот на молитвата да не дава плод. Моли се и ќе имаш. Моли се. Наутро, напладне, навечер. Таква пракса имаше пророкот Данаил и други Божи слуги што ги читаме во Библијата. Нека Господ ве благослови, нека Господ не благослови сите со оваа тема. Моли се и моли се. Амин.